повод 2 август Илинден. Организираме една традиција, историја, култура во нашиот град. Ова идеја многу одамна се роди, уште пред 2-3 години, но немавме услови, тоест јас немав услови, бидејќи цела работа претежно сега оди преку мене. Значи, претежно планираме сега не да одиме на 1 август и 2 за Крушево, него ќе бидеме по градот Куманово, за да ја представиме традицијата тука во Куманово, народот тука да види. Бидејќи ако одиме до Крушево, народот ништо нема да види. Значи, буквално зборам за кумановскиот народ. И тука мислам дека не е толку застапена оваа традиција и култура и сакаме да разбудиме млади кои ќе тргнат по нашиот пат, да ја негуваат традицијата, културата, нешто што е дава многу позитивни вибрации кај младите за да се борат за традицијата и културата. Може да видите, првично имавме многу планови, јавно објавив кои местни комитети не повикаат да одиме таму. Првично не повика местно население Карпош. Тргнуваме од Ромења, од црквата Свети Димитрија. Од тука се движиме населба Карпош, потоа се движиме кон населбата Ајдучка чешма, потоа идеме во населбата Бана Отрело, од тука завршуваме, одиме во населбата Иго Тричковиќ. Тоа се работи за четврток. За петок е планирано да одиме во населбата Вера Которка и Добрашане, а потоа завршуваме на соборот Свети Илија во село Рашица. А како главен настан во Куманово ќе го организираме низ парада низ улиците на Куманово со завршно дефиле кај спортска сала. Една улиците ќе видиме која. Таму ќе застануваме завршно 10-15 минути и си продолжуваме кон дома. Колку имате учесници? Колку ви се пријавија? Моментално почетно имаме 9 учесници, што е одлична бројка за прв пат. Што е тешко ова време сега да се најде конј, има многу јавачи се пријавија. Порано може би беше тешко да се најдат јавачи, сега има многу голем број на јавачи, а мал број на конји. Колку чувате овдека? Еме сега на пошироко тема. Колку чувате конји? Моментално тука имам 7 коња. 2 коња ќе ни се приклучат од други ергели. Сега за стартна позиција мислам дека е доволно. Ние имаме од гости јавано и со 9 коњи исто, 10, добра атмосфера. Битно да има позитивна енергија и хармонија на традиција и култура. Како дојдовте до идеја, каде дојдовте? Значи, јас како патриота е слободно да кажам. Значи, имам јавно неколку пати до Крушево. Идејата ми беше да тргнем од мојот град, али условите се многу тешки. Немаме поддршка од општинава, треба големи финансиски средства, поддршка од логистика, поддршка од луѓе. Пример, ако од Лисичи ги треба 7 дена за јавање, значи ни треба 8-9 дена, што е дополнителен проблем за јавачите, кои некои одат на работа, некои не се слободни, така да не е лесно и да се јава 10 дена. Треба подсврсти малку луѓе, спремни, добри јавачи. Така да ова е убав спорт, позитивен, но и тешко. Од кога одгледувате конји? Јас услови ги створив пред година дена и уште не сум комплетен со условиве. Значи тука имав претходно 10 коња, али бидејќи Македонија има многу мал квалитет на коњи и многу мал број, правиме селекција на коњи, затоа пробувам да одгледувам што подобри, поубави коњи. Тука планот ми е да направам ергела со додатен комплекс на конак и соби кој ќе подоцна кој ќе биде готов да се произлезе со тури, со ручеци, со доручек, со некои презентација на туризам на нашиот крај Кумановски што не е развиен. Тоа се работи Клечоце, Шупли камен, Орашац, Нагоричино, Косматац од Которскиот крај. Значи една презентација на нашо поднебје тука. Освен коњите кои што ќе може да ги видат сите наши граѓани, за овој голем настан подготвивте и она традиционална необична облека, како се Да. облека која што може да ја видат. Да, па да не бидеме во различито. Кај мене, пошто сум бивш припадник на армијата, обично сакам еднообразност да биде.
И не само да биде еднообразност, тука да биде и традиционално нешто. Отидов во музеј во Куманово, таму имав две носи од Которската и од Шопската, направиме една уникатна средина која ќе личи најблиску до Кумановската униформа. Имаат ли од музејот нешто ви посочувале дека имале комитите поинаква облекла во тој Па за период? Кумановско нема многу за Кумицко, него има повеќе гласини, бидејќи имам контакт со постари луѓе, за време на Крушевската република има една чета отидено, а втора чета кога сознале дека веќе е во воспоставена Крушевска република трнале и некаде доле до кај Свети Николовско веќе да разбрале дека било угасено восстанието. За крај кажавте дека многу се пријавиле учесници да бидат јавачи. Како е да се јава конј? Тешко ли е? Па јас мислам преска кажав дека е многу убаво, позитивна енергија, опуштање, значи стимуланс на стрес, се буквално, али првиот пат е малку непријатно, значи стресно, треба да бидете слободни со коњот, да немате страв, да имате контрола на самиот коњ, бидејќи вие сте пилотот на него, што се вика, не биде аутопилот, бидејќи животно како животно сака да игра, а погрешно разбирање со коњот може се тесто не сакани последици. Скапа ова инвестиција, скапа да се одржува, веројатно имате ветеринар, колку ви треба прилike за еден коњ месечно? Ова веќе не е инвестиција, ова е веќе мерак. Да ви кажам, бежите не е бизнис. Месечно 150 до 200 евра за еден коњ. Значи зборам. Значи што е храна, што е ветеринар, некогаш знае ако за ветеринар, бидејќи имавме тука проблем со една кобила, чува на уштала, ја пуштиме тука во Ергелава, се фати нога, знае и до 100, 200 и 300 евра за едно лечење, зависи што е проблемот. Знаат колевки на стомакот ради храна, ради едно друго, сега да не влегувам во тоа. Значи исто како човекот, што повеќе луѓе, повеќе проблеми, повеќе болести, повеќе организација треба, тука меѓу себе си има алфа, значи да создадете вака пуштени коњи, треба многу време. Мене година скоро цела година ми требаше да направам мирно стадо. Обично да пуштите вака коњи меѓу себе не се поднесуваат у една просторија пуштени. Значи со тек на време има еден алфа коњ, но обично тоа е пастовот. А сега кај мене, бидејќи немам голем пастов, е тоа Дон помаранџестив коњ и една кобила.